издание на наше време со нас е младиот гитарист Вања Младеновски. Здраво Вања, и ти благодарам што ја прифати поканата да гостуваш во нашата емисија. Фала ви, благодарам на поканата. Вања, колку долго свириш на гитара? Јас свирам од мои 9 години на гитара, што би било околу 7 години до сега. Од каде дојде идејата за изучување на баш тој инструмент? Па од мали нозе имав желба да изучувам гитарата поради тоа што ја гледав околу мене цело време и се јави желба во мене да почнам да ја свирам. Самостојно изучуваш или пак одеше на часови, имаше нечија помош за изучување на инструментот? Па на почетокот одев на приватни часови, но со тек на времето ги напуштив тие приватни часови и продолжив сам да изучувам гитарата и се уште немам престанато ден денес. Така. Каков вид на гитара изучуваш, односно свириш? Јас имам класична гитара и електрична бас гитара, но исто така можам да свирам и електрична гитара, обично. Затоа што свириш на гитара, дали некогаш си се заинтересирал за некој друг инструмент? Па да, јас нижо музичко завршив труба, исто така во слободно време свирам клавир некогаш, но гитарата се уште има време во мојот живот да свирам. Да. Затоа што си многу талентиран, јас имав можност да видам како свириш и во живо. Би сакала да знам дали си член на некој бенд? Па да, член сум на два бенда, едниот се вика Lockdown, а другиот на Цигарец. Од кога постојат тие бендови и како се основани? Бендот Lockdown постои од летото 2020 година и е основан од група училишна, како музичка група во нашето училиште Климент Охридски, но Цигарец е основано во декември 2020 година, каде што јас и моите најдобри другари основавме бенд. Имате настапувано негде со бендовите, со едниот или другиот бенд? Па да, со Lockdown бендот настапуваме најчесто на хуманитарни концерти, правиме свирки по некои кафејчи, а со Но Цигарец имавме првата свирка пред една недела. Така. Како вежбате со бендот пред настап и дали се многу чести вежбите? Дали ви треба многу време за се спремите за еден настап? Па најчесто зависи до репертоарот, доколку песните во репертоарот се малце потешки, треба повеќе вежбање и треба почесто собирање на бендот, но доколку се некои полесни песни, доколку нема потреба многу вежбање, нема потреба да се собираме. Во иднина дали планирате да остварите некој поголем проект со бендовите? Па нормално дека би сакали со двата бенда, мило ќе ми биде со двата бенда да остварам некој голем проект, како некој пишување на нова песна или свирење на некој голем концерт. Вања, лично ти каков вид на музика сакаш и каков вид на музика сакаш да свириш? Па лично мене омилена ми е рок и метал музиката, но секогаш наоѓам време и за поп музика и различни жанрови. Со бендовите што најчесто свирите по настап? Па со бендот Но Цигарец свириме XU рок, а со Lockdown свириме поп исто така рок песни. Вања, дали понатаму сакаш да продолжиш да се занимаваш со музиката или пак би сакал да се посветиш на нешто друго? Па доколку ми се отвори шанса во животот и доколку можам, нормално дека со музика би се занимавал поради тоа што сега ми е како хоби ми е интерес. Но доколку не може, нормално дека би продолжил да се занимавам се уште како настрана од нормалната работа. Освен музиката во слободно време, со што сакаш да се занимаваш? Што е тоа што те исполнува освен музика? Па најчесто спортувам, планинарам, исто така глумам во драмската секција од медицинското училиште. Најмногу ме исполнува да сум со моите најблиски, со другари, со мојата фамилија и ред други работи. Значи имаш и други хобија освен музиката. И што би им порачал на сите млади кои што се заинтересирани за музика? Па најпрво, доколку ја имаат таа желба за музика, за било кој инструмент, да не се откажуваат и да не сгасне таа желба во нив, што и да се случи, без разлика на било кој кондиции, и само да продолжат и да се посветат најмногу што можат. Вања, за крај, бидејќи е веќе тука гитарата, би сакала да те замолам да ни отсвириш нешто. Секако. Средело асфалт жежок, беше моја дива јагода. Зборот зборот е тежок, кога некој
Штенаш кога веќе срце немаш и каменот ми е потопол од него. Ова беше Во денешното издание на Наше време ни гостува Мери Дамеска, млад уметник од Прилеп. Добре дојде, Мери. благодарам на поканата. Да започнеме од тоа од каде произлезе интересот за сликарството, од кога почна да се занимаваш со четките и со платното? Мислам дека од секогаш ја имав таа желба да се занимавам со уметноста. Почесто почнав да сликам на околу 13 години, до тогаш се занимавав со тоа само кога ми беше училишна задача. Во која техника се твоите слики, во која техника најчесто сликаш? Ликовната уметност во своја целина е составена од неколку техники. Тука спаѓаат цртање, сликање, пластичните уметности, фотографија и многу други. Поприсутни во моите дела се сликарството и цртањето. Сликам со акрилни бои најчесто на платно или на хартија, цртам со графитни моливи, јаглен, дрвени бои, па и фломастери. Кој дел од денот ти е најинспиративен? Дали имаш некој катче во домот во кое што сакаш најмногу да поминуваш времето додека твориш? Сметам дека немам дел од денот кој што можам да го одделам за цртање. Најчесто желбата си доаѓа самата со себе. Во однос на катче кое што го обожавам, тоа е мојата соба, бидејќи е доволно тивка и е погодна поради тоа што тука ми се сместени сите материјали кои ми се потребни. Дали досега имаш учествуване на некои изложби, на некои надпревари? Делата не сакам да ги изложувам на начин на кој што би му представувале конкуренција на некој друг уметник, па одбегнувам да учествувам на надпревари на таа тема. Во однос на изложбите имам присуствувано на неколку, а своја досега немам оддржана. Следно да ни кажеш малку што мислиш за програмите за ликовно образование во средното училиште, дали доволно време е посветено на ликовното образование? Кој е твојот став? Мислам дека во последно време се обрнува помалку внимание на часовите по ликовна уметност. Сметам дека учениците мислат дека треба да поминат само 40 минути пред празен лист од блок со молив врака и не им се дава шанса да ја развијат таа љубов кон уметноста доколку ја има. Сметам дека треба да се вметнат неколку теоретски часови за запознавање на основите на модерната ликовна уметност. Дали себе си се гледаш како професор по ликовно во иднина? Како професор можеби не, повеќе се гледам како ментор на други уметници кои што сакаат да станат повешти во техниките кои што јас ги знам и ги користам. Така, следно те прашам кои се твои идеални услови за работа, дали имаш некоја посебна музика при која што твориш? Условите се засебни, имам забележано често пати дека одат еден покрај друг. Многу често кога имам некоја инспирација, може да биде поттикната од конкретна музика која што ја слушам, а обратно, кога имам замисла или скица на нешто што сакам да го создадам, може музиката да го разбистри, да ја разбистри таа слика, за да можам да создадам дело. Како уметник ти си доста креативна, па дали покрај цртањето имаш и друго хоби преку кое што се изразуваш себе си? Ме интересираат и пишувањето и музиката. Не се занимавам со нив толку често колку што се занимавам со уметност, со цртање, но не значи дека имам помала љубов кон нив. 7 години од животот поминав свирејќи на клавир, а творењето на убави лични реченици ми е веќе дел од секојдневието. Едниот од задачите на уметникот е на луѓето да им го направи животот поубав и поблагороден, бидејќи нели убавината го спасува светот, и доколку би можел да промениш нешто во општеството, што би било тоа? Би сакала да им посочам на луѓето да си дозволуваат да имаат различни размислувања меѓу себе. Мислам дека има убавина во тоа што сите имаме различни идеи и сметам дека на уметниците посебно треба да им се дозволи да се изразуваат себе си и своите чувства на начин на кој што сакаат. И како за крај, што би им препорачала на младите кои што имаат уметнички потенцијал во себе?
Би сакала да им прво да им посакам успех во тоа, да си дадат себе си време и да продолжат да работат на тоа што ги интересира, бидејќи така се усовршува. Нема друг начин да се усоврши некоја ликовна техника, освен да се работи со време. Ова беше Мери Дамеска, млад уметник од Прилеп, а ние се гледаме во следното издание на Наше време.